проекти незавршени, драги колеги. Многу ми е мило што почуваме еден убав процес, едукација за кој многу често зборевме и недостасува. Натаму се надеваме дека почесто, ми стварно се надеваме дека се потрудиме почесто да се одбираме, организираме и да ова биде само почеток на оно што допрва сакаме да го направиме. Сојузот на спортот на општина Куманово, во соработка со Удружение на спортски педагози, денес сме домаќин. Така да најкратко да не должен многу, ќе оставам секој да каже што се вика по-малку, за да понатаму не остане со предавањето на бидот. Биде замолен директорке, да како домаќин, така Почитувам градоначалник, почитувам председател на Сојузот на спортски педагози и тренери, почитувани спортисти, добар ден и од мене. Навистина сум многу изненадана од оваа голема бројка. Ова е навистина еден голем успех за нашиот град и регионот, бидејќи колку што имам информација дека не се присутни само од Куманово, туку и од останатите градови во регионот. Ви посакувам многу голем успех на оваа денешна средба, на овој семинар. Не е случајно што денеска се одржува во нашето училиште, бидејќи ние сме горди, можеме со гордост да кажеме дека многу пати сме прогласени за спортско училиште на ниво на Куманово и на нашето државно ниво. Секогаш сме тука да ги поддржуваме вашите идеи и јас како директор и сите директори на средните и основните училишта во градот Куманово ги поддржуваме проектите и бидејќи тоа е еден многу значено за развојот на учениците да се развиваат, нели, за нивното здравје, нели, бидејќи пред се многу е битно физичкото здравје, ако сето тоа може да се одразува и на нивното кариера. Го повикувам градоначалникот да ве поздрави и многу успех уште еднаш од него. Благодарам, почитувана директорке, почитувам председателя на Федерацијата, председател на Општинскиот сојуз на спортови, председател на Општинскиот сојуз на Сдружение на спортски педагози, почитувани спортски работници, професорки и професори. У наше време ве вика физкултурци. Значи, мене ми е чест голема што денеска сме во ваков број и покрај овој капацитет што го имаме денеска присутен тука, секако имаме и голем број на ваши колеги кои што не се присутни. Што е целта? Куманово сака да се крене спортски, да ги засили своите спортски капацитети и да ги вложи своите собствени ресурси во насока на создавање на здрави, мотивирани и сигурни генерации. Бидејќи вие како спортисти и како спортски работници знаете дека физичката подготвеност резултира со јак ментален склоп кај секој поединец. Минатата година учествуваме на една тркалезна маса, каде што се собравме во помал број и дававме и нафрливме повеќе идеи. Благодарејќи на Општинскиот сојуз на спортови, значи Сдруженијето на училишен спорт и спортските педагози, сакаме Куманово конечно да добие една стратегија за спорт. И тоа општината ќе го турка како процес, еден стратешки документ, каде што ќе бидат дадени насоките во која насока ќе се развива спортот во секоја гранка поединечно. Но првенствено сакаме да дадеме на значење на училишниот спорт, каде што пресудната улога всушност ја имате вие, педагозите кои што работите во делот на воспитно-образовниот процес. Мора да најдеме начин да ги искористиме сите расположиви ресурси
и сите спортски терени, а ги имаме поприлично многу пати не знаеме дека воопшто ни се на располагање и да ги ставиме во функција на едукацијата на младите луѓе. Паралелно со тоа да се поврземе со спортските клубови, каде што сето онаа што вие ќе го произведете во делот на воспитно-образовниот процес ќе продолжи понатаму активно да се занимава со спорт и да се постигнуваат врвни спортски резултати. За жал не сите спортски гранки не се подеднакво развиени, но општината има намера да го промени тоа и сака да ги дисперзира своите средства да стигнат таму кај што можеме да допреме. Пример, не сум сигурен дека ќе успееме со фудбалот веднаш, бидејќи имаме мал број на спортски терени со кои што можеме да располагаме. Но ќе ја насочиме финансиската поддршка на таа насока и за почеток ќе обезбедиме одредени терени. Паралелно, зборувам и за останатите спортови кои што во моментов се во блага стагнација. Бидејќи целта е да постигнеме ефект да ги мотивираме младите да излезат од дома, особено оние од најмалите возрасти. И јас тоа, општината тоа не може да го направи без вас. А паралелно со тоа да ги спречи сите оние несакани ефекти од неспортување и недостаток на физичка активност, а тоа е создавање на генерации со голем број на деформитети. Благодарам на професор Мержа што ми испратил матурската тема од 94 година. И уште еднаш сакам и во моје лично име и во име на сите наши граѓани да ви се заблагодарам за вака масовни одозив, бидејќи во склоп на разговорите со вашите колеги кои што го организира ова, првенствено дојде идеја ајде да почнеме со една елементарна обука и од тука на натаму да се договориме како ќе функционира. Благодарност на директорката за учество, на сите вас како организатори. Сметам дека ова обука и овој семинар ќе биде како користен за сите, а вистинскиот бенефит ќе се почувствува години и години понатаму. Кога овие дечиња кои што ги имаме во забавишни групи во градинката, еден ден ќе го даде вашата работа, ќе го даде конечниот резултат, а тоа е да имаме здрави, психофизички подготвени наши сограѓани од кои што најголем дел ќе се занимаваат со спортот и ќе постигнуваат врвни спортски резултати и за нас, и за нашиот град, и за нашата држава. Ви благодарам за се. Добар ден на мене, благодарам началниците, благодарам директорке и представители на Општинскиот совет за вашите обраќања и вашето присуство на нашето денешно дружење. Како председател на Сдруженијето на спортски педагози, еден краток вовед ќе давам, бидејќи имаме овдека присутни наши колеги од другите градови. Постоиме година и пол, релативно мало здружение. Се собравме 5-6 ентузијасти кои што сакаме да ги покренеме работите. Почнеме со една едукација за нашите млади спортисти пред година дена. Направивме трибина за училишен спорт, за развој на училишен спорт. Еве сега го планиравме овај да биде некој во друг облик скромен семинар од 20-30 присутни тренери. Меѓутоа, некако не се охрабривме никого да одбиеме и ова бројка од 85-6 најавени и присутни колеги, ни е многу драго што вака можеме да реализираме заедно. Веќе во план сме за спортските менеджери, односно управите на нашите клубови, да направиме во септември една едукација на дружени со нив, така да сите делови од еден спортски клуб полека ги посетиме внимание и малку едукацијски да се подружиме, па едно зборче денеска да научиме плюс, нешто да чуеме некој искуство, сигурно ќе ни придонесе за нашиот личен развој, а тој личен развој ќе ни придонесе за развој на клубовите и на спортистите и нашите резултати во нашата општина. Ова е, што го кажав, е некако рекламно ставено овдека
на овој екран. Инаку во маја поготуваме конференцијата, научно-стручна конференција меѓународна за прв пат која 16-та поет се одржува во Куманово. Особена чест за долгострани што ќе биде град домаќин Куманово и нашето здружение. Дел организацијата ќе преземе. Така да за тој дел нема многу да одземам, ќе му давам организаторот на Федерација на спортски педагози на Македонија да се представи, да даде насоки за таа конференција и потоа ќе поминеме на работниот дел од семинарот. Ви благодарам. Председателе, поверете. Уште еднаш добар ден, ги сакав сите да ве поздравам, нели пред се градоначалникот на општина Куманово, председателот на спортските педагози, мислам на Сојузот на спортски педагози на Куманово, председателот на Сојузот на спортови на град Куманово, директорке на гимназијата Клочо Рацин, директори на Крстечен институт и сите колеги, професори од Куманово и гости од другите градови. Значи, можам со право да речам дека Сојузот на спортски педагози на Куманово е еден од најактивните спортски педагози, мислам, сојузи во оквир на самата Федерација на спортски педагози на Република Македонија. Значи, ја продолжуваме традиционално соработката со сите сојузи на спортски педагози и во овој контекст, значи 15 и 16 мај, во соработка и помош на нормално од Сојузот на спортски педагози на Куманово, ќе организираме и нормално ќе реализираме 16-та конференција на спортски педагози на Република Македонија, на која меѓународна, на која земаат учество учесници од сите соседни балкански земји. Верувам дека преку самата конференција ќе се направи една добра промоција и на самиот град Куманово. Куманово со право можам да речем град на спортот, град кој на вистина се негува спортот, верувам дека ќе се продолжи така, е пример за сите останати градови, а нормално град на спортот не може без професорите по физичко и здравствено образование, бидејќи они се во основа база за се она што се случува во спортот. Без нас, како колеги, во училиштата и во спортските училишни клубови, резултати во спортот нема. Верувам дека ќе продолжите така и приматот како најдобар спортски град на Куманово ќе го задржите. Ви посакувам и понатаму успешност работа. Ви благодарам на сите. Уште еднаш ќе се добавам нас пред да започнеме со првиот наш едукатор, господин Александар Иванов. Продолжите, а ние со директор како да е. Благодарам. Се успеа се среќа. Баш ми е драго што многу не ја поместуваме седмицата која што е веќе во програма и во однос на тој дел сакам да додавам вовет. Ако бидеме парламентарни, нормално се држиме до сатница од излагачите кои што ќе говори за денеска предвидение. После секоја презентација ќе има простор за дискусија, комуникација, прашања. Убаво било да има интеракција, да нема само еднолично излагање, меѓутоа во таа рамка од 15 минути презентација и максимум 15 минути дискусија. Сега уште подобро ќе биде ќе направиме после две презентации кафе пауза, таа неформална комуникација е секогаш доста значајна. Мислам дека тоа е многу важно. Тука се прават конекциите меѓу нас, се запознаваме, разменуваме искуства и веќе некои идеи паднале на ум, каде што може да ги реализираме во иднина. И на крај ќе има после четвртата презентација, половина час ќе имаме краток коктел. Ќе видиме можеби од таму пак ќе се преселиме материјали за учениците кои што ќе бидат во холот, може ќе направиме и да се пребациме пак овде да биде коктел натре. Инаку во сепот кој пред вас пишуваше дека има материјали, има програма, секоја презентација е подготвена и за некоја забелешка од ваша страна. Има анкета. Сигурно дека присуствува 85
спортски педагози може да ни користи и да ни каже што било добро од овој семинар, а што може да подобриме. Сигурно дека нема да се перфектно, отворени сме за сите критики, конструктивни, кои што ќе сакаме да ги во овој ден да ги промениме, а секако повикуваме од сите вас, ако некој има желба, има идеја или некој искуство своје да сподели, да биде иден некој едукатор, предавач на нас, или да предложи некој друг свој колега, може да го запише тоа и да биде во директна комуникација со нас, да сакаме да се слушаме сами или себе со сите наши мани како личности, јутоа го гледаме само стручниот дел, зашто сме собрани денеска, и ако се цениме до себе како цела, мислам да ја гледаме посилни и на тој начин всушност ќе ни трае соработката во година и ќе се менува. Не ви должам многу. Сега го најавувам нашиот прв презентер, господин Александар Јовановиќ, со својата презентација. Јас ќе започнам додека се намести технологијата, почитувам председател на Федерација на спортски педагози, почитувам председател на Општински сојуз на спортови, председател на Општински сојуз за училишен спорт, председател на Сдружение на спортски педагози, почитувани наставници, студенти, наставници од регионите. Добар ден, јас ќе бидам прв едукатор денеска за работа во младинските категории со почетниците. Именно голем дел од работата е поминато со почетниците во женскиот регионален клуб Куманово и сум работа како професор од предучилишна возраст со дечиња во градинката Ангел Шарчи, така да тоа искуство ќе сакам да го споделам денеска со вас. Дефиниција за тренинг. Знаеме дека тренингот се дефинира како систематизирана и сложена форма на физичко-психичките активности, чија цел е зголемување на функционалната способност на организмот, како и на когнитивно-конативните капацитети на личноста. Зборот тренинг за прв пат се јавува од латинскиот збор, меѓутоа го нема ова значење кое го има денеска. Денеска зборот тренинг потекнува од англискиот збор, што значи едукација, вежбање, воспитување. Меѓутоа, не постои точно од кога прв пат се јавил тренингот како тренажен процес, затоа најдов две слики во кои ја покажуваат еволуцијата на човекот. Знаеме дека гостувањето уште не е завршено. Доколку погледнеме, човекот несвесно, нашите предци го воделе на 4 нозе, несвесно повторувал циклични движења, бил принуден да се исправи на нозе, се бранел од животните, тие движења што ги повторува, не довел до овој исправен став кој сме денеска. Меѓутоа, доколку погледнеме со напредокот на технологијата која е прикажана на сликата, како да постепено таа паралела, таа линија оди во надолна, бидејќи технологијата го прави своето, човекот по природа е направен да биде во движење, да биде активен, меѓутоа пасивноста имаме голем проблем. И ние возрастните, меѓутоа и дечињата, кои постепено како да се враќаме кон нашите предци. Наместо да завршиме уште со осификација, да продолжиме со движењата, ние постепено, имам чувство и одлично е сликава, да покажува како да се враќаме кон нашите предци, а не би требало да биде така, треба да се продолжи со активностите. Затоа и овие две слики ги стави поточно, сега овие години нема ова да се случи за 2, 3, 5 години, траел процесот за еволуација, траел јадници години, затоа и тука е поставена една слика која ни посочува. Именно спортскиот тренинг за кој сме ние денеска тука се дефинира како систематски плански осписен процес со кој со примена на правилни средства, методи и цели за работа може да се оствари морфолошки промени во човечкиот организам за постигнување на спортски резултати и не само тоа, меѓутоа спортскиот тренинг има за цел да ги подобри физичките способности на спортистите, интелектуалните, тактичките и техничките квалитети. Спортот и децата од предучилишна возраст. Ако практика
практика беше во мое време кога јас бев во основно училиште, да наставниците не земаа во тренажен процес во период кога завршуваме пето, а почнуваме шесто одделение премино до денеска во предметна настава. Сега границата е многу спуштена и прво што го започнавме заедно со професорот Филип Колевски во 2009 година како професори на дечиња од предучилишна возраст во градинката Ангел Шајче, а сега ново и од одредени спортови индивидуални дечињата ги земаат и на 4-5 годишна возраст, одлична време да се вклучи детето во спортот. Именно дете од 2 годишна возраст што може да направи? Тие ги учат основните движења, закрчување, водење, трчање и така натаму, а на 4-5 годишна возраст веќе продолжуваат со истите, меѓутоа да ги надоградат во едно пошироко ниво. Американското национално сдружение за спорт и телесна активност смета дека секое дете, зборуваме од овие од предучилишна и дечиња од 4-5 годишна возраст, треба да добијат барем 30 минута структурирана телесна активност под водство на стручно лице и тој проект обстојува и ден денеска. Јас сум благодарен на колегите кои го работат. Да добие барем 60 минути слободна активност, телесна активност, слободна игра од доколку имаме можност да биде под водство на стручно лице и да не биде активно повеќе од 1 час доколку детето спие. Спортот и децата од училишна возраст. Знаеме дека со 5 години и 6 месеци детето веќе се вклучува во првото одделение. Моторичкото однесување, знае, значи да фрла топка, да фаќа, да удира топка со тенис, да оди по клупа долга 3 метри, веќе е созреана грубата моторика, неуморни се, значи доста се активни, ги приметуваме и ние наставници, јас доктор ги пратам во прво одделение, додека дечињата веќе за една пола година, за 6 месеци, кога ќе наполнат 6 години, веќе моториката се консолидира, ги имаат совладани основните моторички движења, форми, искачување, трчање, скокање и така натаму. Знае, може лесно да научи да скија, знае, може да научи да плива и така натаму. Сега, имавме еден голем проблем. Почнуваме во предучилишна возраст, доаѓаат во прво одделение, не е по нивна вина наставничките колку се стручни да го работат физичкото образование, тие ги држат часовите, меѓутоа имаше еден, како да речем, дисбаланс, додека стигнат во шестото одделение, тоа премин во предметна настава. Меѓутоа, член 54 став 5 од новиот закон за основно образование вели за изведување на настава по физичко и здравствено образование од прво до пето одделение се вклучува и наставник по физичко и здравствено образование, тандем наставник, огромен лај, сега тој дисбаланс повеќе го немаме, вклучени се од најмала возраст па до факултет во физичката активност. Карактеристики за прво вклучување во тренажниот процес. На А страна ги ставиме играчите, тоест учениците, на втората страна го поставив тренерот или педагогот. Прво што ставиме селекција во спортот, колку имаме денеска, колку имаме можности да влеземе сето тоа, да го измериме, да провериме и да земеме селектирани дечиња, а знаеме дека и приватните и општинските клубови функционираат и таа ние затоа стави реалност на клубовите. Доаѓа родител, сакам да тренира пливање, сакам да тренира кошарка, сакам да тренира ракомет и ние како тренери кои работиме таму во одредени услови што ги имаме, ќе ги објасни професорот Слободан Стојчевски, ние тоа дете мора да го приземеме, да го прифатиме, бидејќи добро е што се одважило заедно со родителот да дојде да тренира. Прво што ни треба да направиме сега го изјава од родителите, да ви го дадат тоа дете на поверение, вие сте педагогот, вие ќе работите со него, бидејќи родителите знаат потоа да влегуваат на тренинг, па ќе се доведете и до ситуација да ви местат и тактика на спортови, бидејќи на ниво на Куманово мислам дека имаме највеќе стручни лица и тоа од трибини и од пред телевизор. Секако задолжително е медицинска потврда со која ќе видите дека детето е здраво и ќе може да се вклучи во тренажниот процес. Најчесто се случуваат кога доаѓаат да тренираат е првиот контакт со топка да го имаат баш на тренинг. И таа им е магнет, зборувам за колективните спортови. Кај што имаме индивидуални, вклучувајте ги игра, давајте им игра, ќе ја совладаат техниката на некој елемент, зборувам од индивидуални спортови и им здосадува. Давајте им игри слободно, ако нема топка, игри без топка. Кои дечиња ни доаѓаат најчесто? Неправилна исхрана. И кога тренираат, пак водат неправилен живот. Немање основни презнања, недоволна физичка активност, јевеа сликата на учените денешниот спортист кој ни доаѓа за жал. Во категории ние мора да го земеме
од тоа дете да створиме еден врвен спортист. Меѓутоа, помене затоа да стави задно, не мора да судиме по морфолошки карактеристики, бидејќи штом се вклучи детето во тренинг, го засека спортот, тренира, може да биде врвен спортист. На другата страна го ставиме тренерот, педагогот. Што е најважно прво кога ќе дојде? Да имаме правилен педагошки пристап кон тоа дете. Да му пренесеме љубовта да го засека спортот. Да почнеме најпрво од полесно, па да одиме кон потешко. Од познато кон непознато. Тренерот треба да ја познава одлично детската психологија. Верувајте, секој крик, секој извик ви го пратат и го проследуваат и потоа ќе видите реакција соодветна. Значи, тренерот треба да познава детската психологија. Освен тоа, треба да се продолжи со континуирана едукација. Литература, интернетниот достапен, обука, семинари, собствена креација, вметнувајте слободно и така натаму. Најважно се е правилно испланиран и систематизиран тренажен процес, кој дел ќе ви го објаснам, бидејќи тоа представува едно море, а затоа ставив и точки со вода, кои го представуваат тој дел од тренингот, тоа сврзано од ткиво и атомот. Континуитет во работа. Трудете се, ако земете една група, да ја земете, да ја водите од најмали нозе, па до сениорска екипа, така созрева и тренерот, така созреваат и играчите, дечињата. Не ги оставете, немав пракса, стигнав до Б буква, В ме враќа на А, стигнав до Д буква, повторно на А. Трудите се, борите се да си ги задржите континуитетот во работа и промоција на социјалните мрежи и медиумите и самите родители го бараат тоа. Направив едно кратко истражување, анкети во женскиот ракометен клуб Куманово 2012-13 година, од 30 члена им поделив личиња чисто да видам дали тоа што го работиме тука го применува. И му оставив одредени прашања. Прво беше дали после тренинзите продолжувате со спортски активности. На часови по физичко 14, не 5. На локални игралишта само 3 дечиња. Само на тренинзите 8. Многу искрено. Од она што го водев како евиденција на 30 на сениорската екипа, во просек присуствуваа само 6 дечиња. На следно прашање, дали следите ракометни надпревари на телевизија или интернет? Да, 14, не, искрено 3, многу ретко 6, само на клипови кога ќе се украдаме некој од родител, ако ни сними ги постиравме во нашата група, 7 дечиња. На прашање на што најмногу трошите време? Слободно. Телефон 12 дечиња, телевизија 8, читање 5 дечиња и на компјутер 5. Ова е сликата, зборувам уште од 2012, а сега интернетот е уште подостапен. Сега, ние како педагози мора да формираме и да одржиме еден цел процес и затоа го ставим како затворен круг на управување со процесите во тренингот. Прво се карактеристики на надпреварачите и нивната структура. Ета кое што ја образложив. Вториот дел е моделни карактеристики на спортистите и многу не се важни за почеток, важно е да го придобиеме детето, да засака, а моделните карактеристики ги имаме и на интернетот и по учениците. Диагностика на индивидуалните карактеристики. Ке видите од пракса, не знаат ни склек да направат. Направите едно иницијално мерење, па ги следите после 2-3 месеци дали напредува, коригирате ги, бидејќи ќе видите дека имаме доста проблем. Компарација на индивидуалните со моделните карактеристики за почетниците им не се многу важни, бидејќи таа е сликата реална која е. Најважното се е да планираме, значи петиот стадиум, планирање на тренингот, цели да си зададеме, задачи и периодизација, потоа оди програмирање на тренингот, средствата, отовареност, методите за работа и последниот дел од овој затворен круг е реализација на тренингот. Планирање во тренажниот процес. Имаме 5 погледа. Долгорочно планирање, една цела спортска кариера или двоолимписки циклус. Вториот сегмент е среднорочно планирање, олимписки циклус и двогодишен циклус. Краткорочно планирање, годишен макроциклус и полугодишен макроциклус, тековно планирање, мезоциклус, период, сега ќе ги објасниме, и мезоциклус фаза, и оперативно планирање, последна фаза е микроциклус, дневна подготовка за тренинг ќе биде прикажена една, зборувам од ракометот, нема за да мерите, бидејќи јас најголем дел го поминато таму и подготовка за индивидуален тренинг. Еве пример за годишен циклус на планирање на тренажниот процес, возраст 6, 7, 8 години, подредени по теми, еве ги циклусите од страна се дадени 6, нормално подредени методолошки од поедноставно кон посложено, на десната страна се дадени фазите, секоја фаза ја потоа разложуваме на поедноставно, значи обука на елементи со
топка и без топка во место, по манипулација со топка во место во движење, водење на топка исто во место, движење полигони и така натаму. И до шестиот циклус слободно распределете се ги и можеме да се завраќаме и на елементите од претходниот циклус, бидејќи ако работиш цело време додавање, потоа имаме проблем водење. Инсистираш на шут, треба да знае прво да води, па да дојдеме до правилен шут и така натаму. И ако можете да забележите, најважно од се за почетниците е обука на техничките елементи. Оперативно планирање и подготовка за тренинг од женскиот ракометен клуб Куманово, мојот матичен клуб. Возраст ја пишувам, го местам циклусот кој го работам, тренингот кој ми доаѓа поред, дата нормално кога се одржува и првиот дел е нормално воведен дел, секогаш да биде со најава на активностите, построите ги да знаат да се стројат. Лесно трчање, елементарни штафетни игри, препорака, елементарни игри и njihova примера има на интернет од мојот драг пријател професор доктор Предраг Немец од Факултетот за физичка култура во Белград. Комплекс на вежби за обликување секогаш задолжително. Сега добро е што прочитав дека научниците веќе се согласија дека најдобро за овој дел е комбинација од вежби со движење и статички вежби. Значи беше прашање дали веднаш тренинг, дали после тренинг, научниците се согласуваат дека тоа ќе биде најубаво да се изведе во комбиниран состав. Еве една слика од еден полигон така со разни вежби за развој на моториката, во кој имаме рамнотежа, баланс, координација и ова е во салата зад мојот грб на некои 5 метри. Основниот дел. Што содржи основниот дел? Разработка на предвидената содржина. Користете стриктно за овие категории групна и фронтална работа, зошто ќе објаснам после во препораките. Задолжително вклучување на сите спортисти нека бидат вклучени, бидејќи брзо им паѓа концентрацијата на детето. Задолжителен е педагошки пристап. Никогаш не започнувајте реченици: не е добро, не може така. Тоа за почетници не. Најдобро е пробај вака, постави ја раката, пробај вака да шутнеш и на тој начин и ги мотивираме, не ги повредуваме пред другите ученици. Брз принцип на замор и брз одмор, ќе ги сами наблюдувате. Доколку имате пулсметри сами кажуваат колку е ретелност. Меѓутоа, доколку немаме, следете им го ликот издава и направете муавет краток со нив. Ако зборуваат, знаете дека сте во аеробна зона, доколку не може да се задишуваат, знаете дека сте влезли во анаеробна зона. Разбите малку таа монотонија со вежби за оформување, стриктно со собствена телесна тежина. Прешкртано е дополнително оптоварување, сум бил сведок, како на дечиња почетници со дополнително оптоварување не никако строго забрането. Значи тука настануваат најголемите проблеми. Пат на концентрација може да се разви со една кратка игра, дајте им да се раздвижат со една игра, рехидратација во овој дел задолжително. Скицирање, не ми треба штом го јас скицирам тренингот, не ни треба да читам, само ја погледнам скицата, додека трае рехидратација или имаат игра, мал одмор, само да ја погледнам скицата, знам што ми е предвидено. Меѓутоа, избегавајте ваква колона со почетници. Прво, затоа што не може да се постигне интензитетот. Второ, додека стигнете да покаже таму, да изведе елемент некој ученик што е 5-6, прво не може да види, а второ, може да си земе топка, ги си лупа во зидки, го видите и на слика, или ги си земат меѓусебно да се рчкаат, или ќе земе телефон, ќе земе ги штрака, тешко е за избегавајте, или ако мора да е во колона, максимум до 20 поставени спортисти. Препораки, задолжително тренерот, едукатор во тој дел да биде вклучен во директна работа со нив, не одстрана. Ова со почетници во било кој спорт не може. Значи мора да сме директно со нив, како јас сега што презентирам, така да им се објаснува на учениците. Задолжителна е демонстрација на елементи. Многу убаво учат визуелно. И ако не можете да демонстрирате, технологијата имаме, пуштите во група или нешто, некој клип, гледаат и знаат и учат, впиваат многу брзо. Значи тоа се едни мали сунгерчиња кои брзо ја впиваат визуелно приказ на техничките елементи. Игра со правилно на ограничување, задолжително. Изротирајте ги во сите позиции слободно. Ми доаѓа дете, ама јас играм само центар. Ти имаш 7 години, кај знаеш дали знаеш од крило да шутнеш, имаш 8 години. Ротација задолжително и голман за ракометот можам да кажам, не приморувајте да мора или брани.
кој се чувствува дека може да застане на гол, само си застанува. Прво што треба да го научиме правило, да се заштитите за самиот себе. Бидејќи дечиња нема уште изградено шут и тоа се случувало најчесто на крајот на тренинг кога се истрошени, знаат да завршат во глава, да бидат и кобни. Тактика во младински категории, почетници, не, никако. Значи оставите им слободна игра, поставите се од позиција да може да ги наблюдувате добро, користете за ракометот, зборувам, и каде што има дуели, бидете построги во судење, бидејќи ако ми дозволите контакти многу, нема да личи на игра, а знаат да бидат да се и исповредуваат. Во колона рековме, за поглед реков да бидеме помеѓу нив и да бидеме вклучени така кога судиме или ги наблюдуваме, да бидеме кон нив. Избегнувајте премногу разговор со нив, бидејќи само ќе климаат со глава, да разбира, кога ќе треба да покаже, веќе имаме проблем. И избегнувајте често сигнализирање со свирче, учите ги на гласот на тренерот, да знаат, бидејќи вие сте вклучени со нив, бидејќи кога ќе има надпревар, немате вие свирче, има судијата. Еве тоа што го реков, значи користите групна и фронтална работа, еве еден тренер што се движи помеѓу нив и еве ја сликата што ви кажу. Еве ја, не знам дали гледат сите, така. Еве каде работат сите вклучени, еве ја колоната таму, тоа девојче сегашен младински репрезентативец, наместо да си гледа во колоната кон нив, еве каде е свртена кон назад и одлично ја фатил кадроманот во ова. Значи моја препорака е избегнувајте долги колони, гледате. Не го прати таму тренерот што зборува на таа страна, веќе се сврти, кога ќе дојде ред може и топка да биде на глава. Завршниот дел, што значи смирување на организмот. Задолжително собирање на тоа што сме го работеле, истегнување, стречинг, секако, пасивно, индивидуално, во парови, изберите вие, ако е дополнително оптоварување, нека биде благо, до кога треба да се стегнува, до оној момент кога чувствува пријатно чувство. Штом има болка, не е добро со дополнително оптоварување, не е добро да боли, настанува руптура на мускулатурата на дечињата која е мек. Задолжително анализа, она што го работевме на тренингот. Што работевме денеска, ви се допадна ли, што мислиш, како мислиш, ако има некој клип од страна да снимеле слободно, објавите им го во групата, договор за следните активности што следат и задолжително учите ги на спортски поздрав да развиваат спортски дух, а штом дојдеме или на страна, штом завршуваме, секако забелешки правиме анализа на тренингот. Да, беше успешно, тој ми касни, тој ми застанува, тој е... Значи, секако направете си анализа, простор за корекција на тренинг. Има не ова час по физичко, па мора во дневник да запишам што сум работа, може да се завратам, ако е преамбициозно, а тука многу им дадо оптоварување, овој елемент е доста потежок и се навратам кон него. Какви тренери треба да бидеме, значи од овој аспект со почетници? Винсенте Делбоски, прекрасна особа, присуствував на неговиот семинар наставен Патот до успехот пред месец дена, вели почитувам тренери кои не се во центар на вниманието, не почитувам тренери кои трчат по аут линија, играчите треба да се во прво внимание. Елко Манданте или Раул Гонзалес, сер Алекс Фергусон. Како не треба да се реагира? Еве некој се облекувал на физичко наследство. Никако. Тренер, кимнувам капа, меѓутоа со оваква реакција пред дете, тоа дете има проблем. Значи со овакво израз на лице пред деца, почетници, никако. Псовки, никако. Внимавајте на речи. И ова реакција. Одличен тренер, меѓутоа вака да му се внесеш во лице на дете, сметете дека има проблем. На крајот моето излагање би го завршил со два цитати од големи великани. Мухамед Али кој вели: благодарен сум за сите мои победи, посебно сум благодарен на сите мои порази, бидејќи ме само натераа повеќе да работам. Значи и од поразите се учи. И последно, прерано згаснатата звезда Коби Брајант вели: ако се плашиш од неуспехот, веројатно и ќе го доживееш. Не плашете се од неуспехот, работете во континуитет, работете систематски, нема да имате неуспех. Благодарам. Може сега да продискутираме, да прокоментираме, да проанализираме и ваши искуства. Вие сте се тоа на
она што може што пократко, денес сме ограничени со 15 минути, се трудам да го скоцкам во едно, да ви додавам суштината на денешните дечиња, за разлика од нас, тренажниот процес слободно може да продискутираме да поведете. Најчесто се паѓаме во наставници и тренери за добра организација, да покажеме дека брзо може да ги екипираме, особено младите категории, кога гледаме раздвижени на сала, разиграни на некој терен, отворен парк или што и да е навестава за не знам како спорт или како пример планирам. Во желба за добра организација и брзо да ги смириме, прво ги групираме, а потоа покажуваме. Лично сум се фатил сам на таква грешка и гледам сега да не ја практикувам и како наставник. И како тренер во нашиот школски клуб, кога работиме. Сегаш показна вежба да е фронтално на сите. Тоа ми беше едно лично искуство, се го доживев како неуспех. Па гледав дека независно дали се во колона поставени, ако се веќе групирани и потоа покажувате, најчесто вежба е осудена на неуспех. Значи тоа е. И мислам, многу добро прикажавте оваа презентација и баш се однесува на тие категории. Тоа мислам дека било која категорија, значи повозрастните не сакаат никој од повозрастните категории не сакаат да биде во заден план, а другиот пред него да биде во преден план, така да тоа се однесува за сите, нема мислам спортисти до врвни, до без разлика, без ограничење на возраст. Мислам, ова беше на повод. Не посетите на това, говорим. Па тоа беше слика некоја најдов, барајќи низ назад архивата, видео слика е сите поделени фронтално работа, поминувам како тренер, исправи рака, намести ова. На другата половина веќе нема интересантно да не му се врти вам. Ке дојде ја тој поминува, оди со топка, нема ни да пријеке топка во глава. Се слуша. Значи затоа тоа второ и нема преглед, се наредуваме цела колона, си гледаш само некој како изгледува, така да тоа е тоа. Поведете слободно, доколку има да Ако викам нема некој прашање, некој е добро. Може. Ние во Куманово немаме комплекси од тоа ако си надополниме нешто од искуство или од некои работи, така да нема да се никој од навреди, нити јас од помлади од постари и така натаму. Сегментот на стречинг и завршниот дел пред или после и така натаму, од искуство и во одреден период се сватуваше внимание оно што каже и градоначалникот во негово време кога зборувавме многу за деформитетите. Во тој дел, значи при стречингот, не е лошо да се користи одредени вежби кои можат да направат деформитет. Например, одбојката или помалку кошарката. Ама детето 200 пати денеска на тренинг со десна рака. Ако е тоа одбојката, одраз па смеч, одраз па смеч. Замислите десната страна работа. Дали работи левата страна? Значи, секојаш гледавме да во завршниот дел на тренингот малку да ја активираме и левата страна, да не дојде до она што е скијачки палац, копјачки лакат во атлетиката, боречко веќе повреда и така натаму. Значи, професионални деформации на одредени работи. Значи, во овој завршен дел, при стречингот, мислам дека ќе се сложиме сите, ако се поставуваме тој дел. Благодарам. Сакам да додам нешто. Любовно го гледам сега релацијата сега тренер и спортист. Приличен не гледам уште една детелче што треба можда е најбитно дека родител. Ја, овој што треба да постои сега, да се кажеме родител, тренер и детел, например, спортист. Значи, тоа треба некогаш и да се постави тоа, зашто мислам дека тоа е најдобрата алка што го спои детето со спортот или нешто друго и што го држава детето да игра, да биде спортист или нешто друго. И уште едно, сакам да кажам дека кажавте дека еден тренер треба да ги носи од помалите до сениорите. Да, стварно е многу. Али треба некогаш и да има вака
да се не коригира, него треба некогаш да има некоја нешто новост. Да дојде на некој тренинг, некој, да кажеме, фудбалер, че ги водам ја деца фудбалер. Некој игра во Вардар, па да дојде еднаш да ја води. Или друг тренер, например, од другата категорија, јас сум од младинца, да ми дојде од кадети, да ја води, значи да има некоја свежина во работата на тук. Значи треба да се има тоа и ова да се и во последното, мислим дека ми го немаше една моја слика да биде меѓу тројцата доле, со тие што викам повише, али ова го сваќам дека со малите деца што го имате, да, стварно до 10-12 години се што го кажавте дека ова е во ред. Што да кажеме дека со постарите темата, че можеме така, не може да ги доведеме на тренинзи или после 15 година не може да ги земе да дојдат на тренинзи, зашто еднаш. И сега, кој е најточно? Тоа вие ќе го кажете после. Од една збор, сега тројцата тренери први што ги гледат од Манчестер Юнайтед, Делбоски, ама јас го гледам често и од Манчестер да се нервира, да реагира на Роналдо или на некој со копачка да фрли. Значи, секој има своето јас некогаш, зашто, вака го кажавте, треба да има персоналитет тој тренер. Значи, јас сум тука и тоа треба да се... Како ние, професорите што сме во средно или во основно, ние треба да сме тие, а не деца да не водат нас. Ние ги водиме деца. Затоа сме поставени и таму. Благодарам. Само да кажам, професоре, значи зборуваме за младински, тука зборуваме за младински категории, затоа зборувам, значи таква реакција во младински категории. Некого мора да мотивираш во повозраст, мора да викнеш по него. Зборувам од аспект на тренерски, не и ви се да рече еднаш заедно. Јас вика кога својим Иниеста даде голово продолжение, така ни беше, направив една реакција со рака, ама во афект, утре до деня гледам снимка да вијал, јас сум тоа што го кажува со рака така. Меѓутоа, тој зборувам од афект, а од родителите секако, ако е задоволно, детето ќе е задоволно или презадоволен, родителот и секако се сложено. После таа тројка, тој агол, триаголник, треба да биде тренер, родител и дете. Благодарам. Мојот ментор, професор Зоран Ивановски. Имам едно конкретно прашање до вас. Што е со хомогенизација на групите и почеток на работа со овие мали дечиња? Значи, дали треба да обрнеме внимание дека групите бидат хомогени, да работиме со приближно со квалитет дечиња? Што ќе се случи ако во една група, да кажеме 20 дечи, имаме со различити квалитет дечиња, што едни побрзо, други поспоро впиваат информација од терен? Благодарам. Да обрнеме внимание, но оние дечиња кои поспоро впиваат информација во однос на оние кои што се поталентирани или под знак наводници што побрзо капираат оно што тренерот го поставува како барен за нив. Благодарам. Ова е мојот ментор, професор Зоран Ивановски, кој работи во гимназијата Гоце Делчев. Ментор е вака. Моето искуство кажува следно. Најголем проблем сум го имал не со таа хомогенизирана, значи земам група, имам 15-20 дечиња и така натаму и фаќаме ритм со нив. Едно скалило поминува, друго, трето. Не само со нив ќе се издвојат. Значи некој не може да напредува како што и во учењето и тренажниот процес. Подготвував индивидуални тренинзи, меѓутоа и тука имаме друг проблем. Доаѓа ново дете. Се приклучува, јас почнувам во септември, во јануар, февруар, март, доаѓаат 2-3 дечиња се јас сакам ракомет, освои женската ракометна машкали која беше 4-5 место, ракометот почна да се шири, експанзија на ракомет, доаѓаат нови дечиња. Овие дечиња веќе што работиме напреднале. Затоа во оној дел да не враќаме слайдови наназад, реков и посебни тренинзи индивидуални. Меѓутоа внимавајте, имав реакција од родители, зошто ми го моето дете ставаш на страна, зошто со нив посебна вежба со нив. Што зборам таа алка. Затоа што имаат проблем, не може да ги следат другите. И тие сами по себе ќе видите ќе се изфилтрираат. И не може од секој што ќе дојде да направам врвен спортист. И тоа ми беше избор. Значи правев посебни тренинзи, види че кога ќе ми дојде група цела, знам како да почна. И следат, полека се вклучува.
Меѓутоа, кога ми дојде од страна, или тоа дете, пак го завраќам на нешто, ко назад пробај пак вака, пробај вака. Ако излемиш во друга група, родител ми дојде, зошто моето дете, па и он сака и така натаму, стои личен мој проблем. Ми беше така да правев конкретно последни тренинзи за да ги завратам на тие елементи што ни ги треба. Борбано од ракомет. Повелете. Пака, јас сакам да зборувам од некои мои искуства што сум семинари. Што би го споменил мене генерален секретар на Шпанската регистрација. Тој еден семинар рече вака. Значи во секоја категорија на што работат тренери, тој треба да има помошник од некој тренер што е со поголеми категории. Значи, во U9 на Шпанија, помошник селектори, например, бил во тоа време Делбоски на U9 борба. Значи, крстување на искусствен. Ведеше дека најголемиот успех во нивната регистрација бил што сите тренери, например, на тие селекции, секој понеделник се собрале и разговарале како течат работите. Значи, што сакам да кажам со ова? Не би било лошо и ние, ако не секој понеделник, секој месец, сите што ќе работиме со тие деце, да се собираме и да споделиме искуства. Кој што работил, каде има печки, како ќе да напредуваме и тоа. Како предлог? Одлично. Благодарам. Одлично било. Сакам да напоменам, не е спомнато тука дека повеќето тренери и спортски клубови гледаат од најмали категории до највозрастни, успехот им е најбитен. На нас како спортски тренери, спортски професори, педагози и спортски работници не треба да го гледаме успехот, победа да тепаме 20-0, не знам таму за фудбал кој порвам, од моје лично искуство. За нас успехот е кога детето се развие спортски, стекне некој менталитет, стекне спортска култура и има желба да напредува напред. Исто професорот Зоран Ивановски што го спомена хомогенизацијата на групата. Ворете ни е да поделиме групи, ама во играта, например, натпревар, не смееме да му даваме на некој дете повеќе да игра, а некој дете да игра 5 минути. Некој мотивацијата, не сека да игра, а според мене нашата цела ние децата да ги мотивираме да продолжат со спорт. Никогаш не знаеме кој дете кога ќе еруптира и кога ќе напредне. Некој ќе е добро на 7 години, после ќе изгуби неговата координација, нема да биде добар спортист на 10 години. Пошто не ги еволираме сите и не е тоа. Мислам дека проблемот со бркање на успехот и на победата, тука ние многу губиме од нашата, да речам, идеја како спортисти и треба да тежнееме кон тоа само да ги напреднеме тие деца и сите тие деца да не надминат нас, да отидат во подобар клуб, да напредат сите, а не да ги има случаи кај што тренери ги држат децата, не ги пуштат во друг клуб, кој може подобро ситуиран финансиски или било како. Лично, од мој искуство, помина 5 години за да почнам нешто да... Значи, сето тоа беше обука и никога не го тргаме на страна. И, што зборам, имаше таму наредено 6, сами бараат да играат. И никога не бара го испуштив тоа успех со почетници. Што речем го да се учи од порази. Така да изгубиме, следен напред ќе го добиеме. И следен да го изгубиме, се учи од порази. Така да се сложувам со вас. Така. Благодарам. Благодарам, господине Ресамова, за првата ваша презентација. Гледам да успееме да го фатиме таму, и сепак до последниот излагач презентираше како ние треба да задржиме концентрација и внимание. Така да, еве јас овој дел може ќе пробам, ќе се обидам да видам некако по-кратко, бидејќи широка тема која што некој ја земав за овој семинар едукативен. Мислам дека е добро да ја спомнеме како тема. За мене беше провоцирачко од некој искуство како спортист, од тоа што сум член на неуправен одбор во еден-два клуба во Куманово и како тренер и основен
за менаџирањето, што е важно за тренерот, а некогаш некој клуб и тренери и самиот основач и менаџер и тренери се. Така да некако бев испровоциран да ја спомнеме оваа тема на ваков семинар и некако сами да видиме дали може да се надградиме во тој дел, а и во однос во тренери кои ќе поставуваме некои свои цели или некои очекувања нас кои се поставуваат, да се знаеме до кај сме со тие очекувања, што можеме ние да направиме, до кај нашиот резултат сносиме ние одговорност, докаде зависи од другата страна. Така да малце го преформулирав улога на тренерот во менаџирање на спортските клубови, за да биде ова концентрирано на тренера, секако во септември кој ќе бавиме за управа и за менаџментот на клубовите, ќе биде малку повеќе за управа, за менаџирањето. Дефиниција за спортски менаџмент и спортски тренинг ги стави двете како паралела во една дефиниција кратка која го пишува менаџмент во спорт дека е процес на предвидување, планирање, организирање, раководење и контрола на спортските организации и потекнува нормално од зборот менаџмент кој значи раководење, управување, сега менаџирање по-ново и ги предвидува тие сегменти. Во дефиницијата за спортски тренинг која извадив од еден од авторите кои се обидува да дадат по-добра дефиниција, спортски тренинг е комплексен педагошки процес кој се конкретизира со организирано вежбање, која провоцира адаптација на организмот и активира суперкомпензација со тоа да се подобрат физичките и психичките, интелектуални, техничко-тактички квалитети на спортистите за постигнување на спортски резултат, а во основа улога на спортски тренинг и системот на управување и спортска форма, спортистот да го доведе до некоја спортска форма што ќе даде резултат. Намерно ги дава вака, затоа што овде неколку пати се спомнува педагошки процес, а и педагошки процес на водење на некој дете. Значи сепак и тренерот е тој што води, односно управува. Основна улога на спортски тренинг е да ни системот на управување на спортската форма, значи сепак и тренерот е тој што управува, па така да некако така го вклопив и во самата оваа моја презентација за менаџирање. Добро е да тренерот знае управата како размислува и што му е важно, а и обратно дека управата треба да знае дека и тренерите всушност се соочуваат со тој менаџментски процес континуирано секојдневно и доста добро ги е познато како функционираат работите во организација, во планирање, раководење и контролата на сработеното. Тоа е секогаш многу важно да знаеме до кај сме. Некоја подела успеав вака на видови на клубови да направам, да речеме професионални клубови кои што на самиот тренежниот процес му е всушност и обврска, екзистенција, работа во 2 до 3 пати дневно, а таа тема, резултатот секогаш дека е на прво место, но тој резултат во основа носи профит. Тоа се во сушност професионалните клубови. Тие во смисло имаат за цел профит. Учество во време система на превари, тие се секогаш поврзани со пари. Аматерските клубови, кои ги имаме повеќето на нашата територија, на наша општина, занимање на тренерот е секогаш нешто друго, а после својата работа се посетува и на тренинг еднаш до 2 пати дневно, зависи дали е тоа работен дел или е викенд, работен ден или викенд. Нормална основа е резултатот, будувањето во система на превари, која што носи некои си финанси, кои што ги обезбедуваат потребите, колку да се дојде до тој зацртан резултат. Спортски школи се помали форми на, да кажеме, на структури, на здруженија, на спортски организации, со помал број на луѓе вклучени во менаџментот. Тренер секогаш го има, нормално, занимање му е друго, водењето на тренажен процес се третира 5 пати неделно. Основна цел е здравје и рекреација, но преди све тренерот или спортската школа сака да го развие, напреди
одредени на спорт или спортска гранка, како што е например атлетика, ракомет, кошарка, пливање, кој да е спорт, не е важно. Учествува во некои своји лиги, манифестации на превари, може да по подобро оди или има таква група да учествува и на локално ниво, се обидува и на национално, ако сака да постигне някаква афирмација, но тука е обсегот на тестување и сега од пред неколку години почна училишните клуб официјално кај нас. Каже што тренерот сигурно е наставник тука дипломиран, ако не е вработен, да има таква можност да отстрана. Тренажниот процес е 2 до 3 пати неделно. Едукација, масовност е трети се битна, значи голем број да се вклучат. Преку таа масовност спортска едукација, забава, нормално здравје, рекреација и дури на крај доаѓа на учество во системот на превари во училишниот спорт, па ако се набави некој резултат, супер, плюс бонус за тој клуб или за тренер. Ако не, најбитна е масовност и оној тренажен процес. И сега одвојувам неколку карактеристики на тренерот, кои што се битни по мене, барем од моја гледна точка, нормално после ќе биде ставена дискусија. Тренерот како менаџер, тренерот всушност е и менаџер, тоа претходно веќе вие ги начнате некои со самите ваши дискусии ги начнате овие мои некои видувања, но мислам дека според мене тренерот треба да е менаџер на тренажниот процес. Да е менаџер, добро да знае да го предвиди сезоната, во зависност од кој клуб работи преска, од видот на клубот, каква сезона има, кои се вложувања, кои се капацитети, да ја предвиди, кои се амбициите на клубот, целите задачите, да ги анализира тие своји капацитети, простори, материјални, човечки ресурси, кога може да искористи до потреби, со себе, дали има апаратура и така натаму, да планира тренинг за цела сезона, веќе колега да ги спомна начинот на планирање да не се повторува, раководи со спортска форма, темпира, кој е значен натпревар, кој е значен турнир, во кој систем на превари се напреварува, еден, две, национални, интернационални превари, така натаму, зависно од гледање на колективен спорт. И нормално контролата му е секогаш мора да му е при рака, тоа е контролата на квалитет, која што го изгледува преку мерење, тестирања на морфолошки карактеристики, на антропометрија, моториката, кои се промените што ги предизвика неговиот тренинг или менаџирањето на тој тренажен процес во одреден период. Нормално сега од тука се спортските резултати за кои се врзува во тоа професионален клуб со статистика, податоци за превари, се прави анализа во која форма што постигнал, дали било целта трето место, прво место, дали било учество и така натаму. Значи, едноставно тој треба да се поставува како менаџер на процес и да го владее процесот на управување, додека како некој шеф, да речеме, кој е осврнат на задачи само да диригира, тоа за спортистите некако е добро за авторитет на почеток, но подоцна веќе во континуитет создава верзија и тренерот веќе не е некој линк помеѓу целите на клубот и на спортистите, без разлика на возраст и на видот на клубот. Така да се избегнува во тој дел во однос со спортистите да биде да има карактеристика на менаџер или шеф, како викаме ние. Тренер како лидер. Тренер како лидер и овека сега обратно менаџер го поставувам дека треба да биде во водење на спортистите, индивидуални спортови или на екипа, или во екипни спортови. Што подразбира лидер? Подразбира лидер директно вака, без да читаме да гледаме, лидер е тој што се смета за еднаков меѓу сите. Еднаков во пристан. Не може тренер да биде еднаков со спортистите, тој е тука да ги учи, тој е тука да ги води, да ги менаџира, мисли тој процес. Тоа е тој што има искуство, знание и така натаму. Меѓутоа, поставување во работа со нив секогаш е дека тој е еднаков, дека ги делат одговорноста и дека секогаш за грешките првиот се јавува дека тој е виновен. За успехот се исклучува и го остава на спортистите. Таа карактеристика е доблесна, не е пожелна за секој менаџмент, е пожелно да има таков тренер. Се друго му прави проблеми калкулации на менаџерот или на тимот кој го раководи
Во суштина е позитивен, комуницира со спортистите, смирен, добар слушател, бидејќи спортистите сакаат да им се слушне и своето нивното мислење или притуѓање. Не секој дошол со иста намера од младеж да тренира или пак има визија за местото или во тимот или на кој направ да се појави ако е во некој даден спорт или која техника му лега или што сака. А пак денарот е тој што треба да го убеди како лидер да му каже слушај сега ти ова е значено за тебе и ти го раздавам со знаење. Ради тоа, ради формата, сега е значено направо. Ја мислам тука ќе доживам неосме ќе видам после, нема да ќе ме победи овој, ќе ме престигне, ќе ме претрка и не знам што. Или ќе изгубиме 50 разлика. Не е битна разликата, не е битно поразот. Поразот е ставен на мене. Мене е битно тоа да испровоцираме кај тебе. На следен наброк ќе видиме победата. Значи, во тој дел, тука е всушност тренерот лидер и е слушател, но меѓутоа умее да го води тимот, да ги води спортистите. Тој е самокритичен и конструктивен, много самокритична личност, конструктивна е тој што сака да се надоградува. Јас знам толку, а много е тоа малку што го знам и сакам уште да учам. И учам и од своите спортисти, од своите колеги, учам на семинари и така натаму. Личност која не ги спроведува целите задачите, па спортистите преку правата, па се заканува, па со проценти, па со казни, така натаму. Тој е некој што ги создава визиите, филозофијата на негов тренинг. Дури не ја прифаќаат само спортистите, туку ја прифаќаат и колегите, веќе спомнате нешто околу таа комуникација, јасна твој тренинг, ти на мој тренинг или некоја позната личност, значи се прифаќа филозофијата на управување или на водење на некој тренинг и сите сакаат да го споделат со него. Тој е вистински лидер, се појавува како некој што е важен да биде присутен на тренинг и само нешто да каже, спортистите го прават веднаш. Со својата страст, посветеност, фанатичност, спортистите ги мотивира, бидејќи тој вес ден или по цел ден мисли на тренинг, на некој напревар, на резултат, во детски категории смислува таму некои напревари, креира, модифицира со различити правила, нешто прави некои чуда муки само да има некој внимание, да биде добро за интересно за полне сознаења, но не е секогаш во право и знае да ги прекрши правилата, во смисол дека не се држи како некој шеф, тоа мора по закон и крај, иначе не била работа, тој е спремен да води чекор повеќе, само за да биде тоа добро за спортистите. Тренер како ученик, нормално е сега една друга подела формално образование, дипломиран спортски педагог или спортски тренер со лиценца А, Б, С категорија, не знам, жолта, бела, црвена линија, амблем, таков, за различно кој спорт е. Академски знаења може да напредува, учил во истражувачки дел или во контролата на квалитетот, кажа, истражувањата се многу важни и ја владее, па може да напредува. Во неформално образование активен е, подготвен до честуване на трибини со станоци, бидејќи сака да чуе било какво мисли, денес ќе чуе нешто, било кој овека и ќе му остане, ќе му упали некоја сјарица таму позади и веднаш ја примерува на тренинг. Дури професорите по физичко имаат привилегија од повеќе спортови се по семестар 2 и работа после се еден одреден спорт. Меѓутоа, тие професори, тренери, некои спортисти што се видели некои вежби од раковите ги преминат во кошар. Не задолжно да не во фудбал или индивидуални спортови ќе се комбинираат во приправен дел од индивидуално ги го преземат, па да има ефект на колективен. Така да таа некоја комуникација има доста битна. Да не замарам, само образование се подразбира дека тоа е спремен секојдневно да чита, да анализира свој тренинг, да види, да ги разгледа резултатите, да учествува, да набави некоја нова литература со истражувања, напредни, може и нечуени, знаејќи дека го ги внесе сигурно ќе дојде до тој резултат или нешто што е поручено, научено, дека ако истражено, докажано, па зашто да не биде място што ќе го применам, што е тука, ќе бидам осуден, и тој резултат да дојде за 2-3 години, ќе биде како што треба. Нормално подготвен е да ги пренесе своите знаења и искуства во мера па што мисли дека може, има капацитет, има способност тоа да го пренесе, а ако е така,
а ако е така, ќе најде начин барем зборот да им каже на своите колеги, на своите спортисти, на родителите, ако е тоа за исхраната или за како родителите да постапат, да може нивното однесување и нивното водење на детето полека да е во функција на нашиот тренажен процес и веќе таа промена да оди преку нив. Или па да бидете тие личен пример со својата активност да му користат на резултатот. Тренерка е клучна алка во клубските политики, менеджмент, политика е одлука во суштина. Тренерот е клучна алка, ги поврзува целите на спортистите и целите на клубот. Секој клуб кога се формира, има своја мисија, визија, програма за работа, статут, има мото на клуб и така натаму, нели, кажаме, некои имаат визија, резултат, некои имаат профит, последно место, ама носи повеќе профитот, тој што се должели на прво место. На аматерските им виден резултат и крај. На другите им видно масовност, тренерот завоевал со резултат, не врка резултат, одење на масовност и така натаму. Ги остварува мисијата и визијата на клубот и мотото, ги спроведува, но и учествува и има влијание во политиките на клубот, бидејќи тој со своето знаење и стручност уме и со своите аргументи ми каже, да, вие сакате тоа, барате, многу барате, а малку давате. Не давате пари, не давате услови, а верно, или тоа ми правите притисок со изјава. Сезоната не почна, нашите амбиции се прво место. Ние сме на амбиции на со овие двата спортисти готово. Влеговме во олимписки циклус, патихме норма при крај и го кршиш пред време. Значи, тој е задолжен да влие на политиките на клубот. Или влие на уписна политика, која за младски категории, на пристан на селекционална политика, сака нема селекција кој чипе што е или јаде во сите училишта. Сакам мерење, сакам така деца, не треба деца тој е спорт. Ако е така, не. Влие врз маркетинг, тоа кажа сега со медиуми, нели, што се најавува, како се презентира во јавноста. И учествува во разни стратешки договорошни програми на клубот. Нормално, ако е некој што има знаење и клубот сака да го потреби како да направи развој, тоа клубот од последно место да биде прв или од 30 деца да има 100 деца и така натаму. Овега само кратко ставив една